Сезонскиот алергиски ринитис или поленската треска е алергиска реакција на полен. Предизвикува воспаление и отекување на слузницата на носот и на заштитното ткиво на очите, односно конјуктивит. Симптомите вклучуваат кивање, затнатост и чешање, насолзени очи, нос и уста. Можностите за лекување вклучуваат орални антихистаминици, назални стероиди, назални антихистаминици и назален кромолин. Кај некои луѓе, симптомите на алергиска астма, свирење, отежнато дишење, кашлање и стегање во градите можат да бидат предизвикани од изложеност на полен. Секој петти човек страда од некаква форма на алергија, што најчесто предизвикува кивање, течење и чешање на носот, отечени очни капаци, отежнато дишење. Алергиите се невообичаени, абнормални реакции на телото на некои супстанци со кои се среќаваме во секојдневниот живот. Кога ќе стапиме во контакт со нив, телото лачи хистамин, супстанција со која се бориме против овие напаѓачи. За да ги ублажат овие симптоми, повеќето луѓе земаат одредени лекови, не знаејќи дека билките можат да бидат многу корисни. Што се однесува до алергиските реакции, лукот, кромидот и лутата пиперка можат да бидат од голема помош затоа што содржат кверцетин, за кој е докажано дека има антиалергиско дејство. Докажано е дека листот од црна рибизла има одличен ефект на заболувањата предизвикани од прекумерни, неконтролирани и несоодветни реакции на имунитетниот систем, па затоа чајот, тинктурата и екстрактот од ова растение се препорачуваат и за алергиски заболувања. Листот од рибизла, покрај флавоноиди, содржи и танини. Еден од начините за намалување на симптомите на алергија е употребата на лековити билки кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Покрај следењето на календарот за полен, добро е да се зајакне имунитетот и со природни препарати, за да помине пролетната сезона на алергии без проблеми. Покрај чајот од црна рибизла и чајот од црн слез и маслото од невен, ги елиминираат алергиските реакции на кожата. Неопходно е да се исплакне кожата со чај и да се премачкува со масло неколку пати на ден. Со навременото внесување на маслото од црн ким пак, голема е можноста симптомите на алергија да бидат максимално поттиснати. Маслото од црн ким се повеќе се покажува како одличен препарат за борба против алергиите. Црниот ким не е како ехинацеа, која брзо ги подига имунолошките ресурси, па затоа му треба подолг внес, најмалку 2 до 3 месеци, за да го има својот целосен ефект. Накратко, добро е да започнете да го користите 2 месеци пред сезоната на алергија на полен. Некои поборници на алтернативната медицина тврдат дека луѓето кои се алергични на полен треба да земаат мали количини на мед направен од пчели во близина на местото каде што живеат. На тој начин тие постепено стануваат имуни на поленот од локалните растенија. Препорачливо е да се земаат и витамини С, Е и Б комплекс.